Danas zbor na gospodinu obrazlovaču komandi Stojan Dimitrivski povede. Komanda izvješća je bilo nepočitano, možda da ne prezentirate o nekim segmentu koji mislite da bi se vaš nekako poslednici i zajedno povedete. Включително председателя на общината, включително председателя на Совета, включително и съветници. Съгласно член 25 от Закона за полиция, командирът на полицейска станица в община Белчево и остава извещи за явната безверност и безверността на съобразяването на пътищата на подрядчика на община Белчево за период от първото полугодие от 2019 година, споредено с период от миналата година. Отекът на първото полугодие от 2019 година службата за явна безверност при полицейската станица от община Белчево своята работа изто така и остави во нормално и безверни структури и безверностната состава на подрядчика ще го покрива ПСО на Белчево и во овој известен период и така се оценува като поставени повод. В областта на криминалитет во овој известен период регистрирани са вкупно 30 лани 39 кривични дела, што значи дека споредено со овој период лани има ново намалување на бројот на пријавени кривични дела, а изразено во проценти тоа изнесува за 23%. Во исто време поднесени се кривични пријави против 30, лани против 37 сторители, што значи дека овде имаме благо намалување на бројот на пријавени сторители во однос на истиот период од минатата година. Во вкупниот број на регистрирани кривични дела најголем број 20, лани 32 се од општиот криминалитет, каде што најзастапени се имотните деликти 7, за разлика од лани кога имотни 11. Од останатите кривични дела застапеното е следно: 2 лани 3 са тежки кражби по член 236 и 2 лани 6 са кражби по член 235. Една исто като лани имаме кривично дело измама по член 247 от КЗ и едно лани немаме, имаме оцена по член 259 от КЗ. Едно кривично дело за затајување по член 239 от кривичниот закон. Во врска со кривично дело со елементи на насилство регистрирани се 2 лани 3 кривични дела, што значи дека во однос на истиот период од лани имаме намалување на нивниот број. Од овие 2 кривични дела едното кривично дело е насилство по член 386 од КЗ, предизвикување чувство на несигурност. Во оваа година, во овој извештен период, бројот на пријавените кривични дела од семејно насилство, кои исто така спаѓаат во кривични дела со елементи на насилство, е исто како и лани се регистрирани едно кривично дело неплаќање на издршка по член 202 од кривичниот закон. Во останатите кривични дела од класичниот криминалитет регистрирани се 3 исто како и лани фалсификување исправи по член 378 од КЗ, едно исто како и лани кривично дело важно пријавување на кривично дело по член 366 од КЗ, 3 лани били употреба на невестињата содржина по член 380 од КЗ, 3 лани немаат на кривични дела предизвикување општа опасност и лани немаат на серијална злоупотреба на лични податоци по член 149 од КЗ. Но немаме регистрирано кривични дела на убиство во убива проституција во овој извештен период. Во текот на овој извештен период значително намалува бројот на поднесени кривични пријави за сторени и едно лани 11 кривични дела за вразување на безбедноста во сообраќајот од кривичниот закон. Останатите кривични дела се од областта на економскиот криминалитет и се регистрирани кривични дела 5 исто како и лани, 4 лани 1 од големиот број на кривични дела од областта на недозволена трговија кои се однесуваат на недозволена трговија со дрога. Од областта на организираниот криминалитет е регистрирано едно исто како и лани кривично дело. Во овој извештен период од вкупниот број на кривични дела 30, лани 39, расчистени се 27, лани 35 кривични дела и процентот на речистување на кривични дела изнесува околу 90%. И се поднесени кривични пријави до надлежното обвинителство против сторителите, а на нерасветлените кривични дела и понатаму се работи до пронајаѓање на истите. Од вкупниот број на кривични дела од страна на малолетници немаме извршени кривични дела, за разлика од лани кога имаме 2 кривични дела. Сите кривични дела се извршени од полнолетни лица. Во овој извештен период регистрирани се и вкупно 30 лани 37 сторители, од кои сите сторители на ставените кривични дела се полнолетни и полнолетни. Јавниот ред и мир, состојбата во однос на јавниот ред и мир се карактеризира со зголемување на бројот на прекршоци за 136% во однос на истиот период лани. Регистрирани се 45 лани 19 прекршоци, за кои се поднесени 42 лани 17 барања за поведување на прекршната постапка против 54 лани против 29 лица со вкупна реализација на пријавените нарушувања на ЈРМ. Најголем број на прекршоци против ЈРМ
са 13 физически напад по член 12, 4 случаи на участво в тепачка по член 11, 7 са карани, викани и непространено гласуване по член 4, едно омаловажуване на службено лице по член 13, 13 užиване на наркотични дроги по член 20, 3 са отдаване на пиянство, член 6, 2 са присъство на малолетници в обогатителските обекти, член 21, и едно е важно престъпление по член 23. Едно е неовластено пукане с огнено оръжие и употреба на пиротехнически средства по член 31 за ПП-1. Най-голям брой на нарушители са от мъжки от пол 50, а от женски пол са 4. От вкупния брой на сторителите в момента от настаруването на прекишко под действо на алкохол били 3 лани 2 лица. Най-големият брой на нарушения се случили в града 33, а 9 в останатите населени места. В област на превентивното работене от страна на службата имаме заякното покриване на всички явни места, с честно присъство на униформираните полицейски службеници пред гостителските обекти от центъра на Мотоградско подрачие и за районите в града села. Това е потребно и предвидено, като по-често доведе до нарушуване на явни трети мир. В областта на Собакяев в 2019 година, водно смисъл от период от миналата година, вкупно брой на съобщени незгодни намален за 50%. От тъй като ново известен период, сторени са вкупно 10, лани 20 съобщени незгодни, според Венесуела, от които са тежки последици са 4, лани 13, а с около материална щета са 6, лани 7 съобщени незгодни. В съобщените незгодни са по-тежки последици в извършен период, повредени са 5 лани 19 лица, а загиналите лица няма. От скупния брой на съобщени незгоди в населени места са случили 3 лани 9, на регионалния път са 2 лани 3, на магистралния път са 2 лани 5, а на локалния път са 3 изтокови лани. От тек от ново извършен период от 6 месеци според Венесуелани поднесени са 158 барани за проведуване на прекъсваща постъпка от ЗВСП и Закон за възла. Издадени са 508 лани 385 мандатни платни налози, от кои 527 лани 57 са наплатени и 311 лани 138 прекъсващи платни налози, от кои 91 лани 16 са наплатени, а за 247 лани за 194 са впишени негативни води. Освободяват се изключени 88 лани 59 возачи, 50 лани 30 возила, алкотест е употребено в 122 лани в 34 случаи, от кои кај 37 лани кај 20 лица е утвърдено присъствие на алкохол в организма. Отземените са 36 лани 14 возачки дозволи, кръв и урина е вземено в 6 лани в 5 случаи, контрола е извършено на 5490 возила, лани на 5713 возачи и возила. Исто така се работа с инспектор по Собакяев до общината и в период с проведени повече контроли над возила, ще вършат такси превоз и са преземени законски мерки спрямо строителите от страна на истината. В овоизлишен период поднесени са и едно лани 16 клинични приjavi. Лани имаме 2 за клинични дела за разумение на безбедността в Собакяев по член 297 и клинични приjavi едно лани 5 за клинични дела тежки дела против безбедността на имотите и луѓето в Собакяев по член 330 от закона. В областта на пътни събития може да се констатира дека имаме намалување на съобщените незгоди со по-тежки последици, докато бројот на съобщените незгоди со мали щети материјална штета е скоро исти со претходниот период. Сето това се дължи на зголемена превентивни мерки и контрол на участниците во съобщења, зголемено присъство на полициите со зголемени на терени со цел да се зголеми безбедността на сите участници во съобщењата. Полициите за властување во текот на период 2019-2018 преминувайки ги законските властувања по разни основи били поднесени 130 лани 215 попити от граѓани, според Венесуелскиот период од минатата година предупредени били 295 лани 597 лица, а легитимираните заради трудување на идентитет извършено на 574 лани на 841 лица. В овој извештаен период според Венесуелани во истиот период извършени следните исто какви асистенции по барање на други органи. Делот на примера на властувањето од страна на ОСЛ во овој период во еден случај лани во 3 случаи употребено средства за присилна лисици за врзување. Од страна на службата заради доследна примена на законските прописи во врска со бесправната сеча на шумите и во овој извештаен период континуирано се спроведуваат контроли заради констатирање на прекратени кривични дела и други неправилности во врска со бесправната сеча на шумите. Во текот на овој извештаен период од 2019-2018 година проведени се контроли во врска со бесправна сеча на шумите и во 3 случаи на шумската полиција се одземени 4,20 метри кубни огромни дрва,
от 5 лица, бидейки истите не последували съответна документация. Главно излишния период от страна на КЗК Делчев поднесени се една кривична приява от кривично дело по член 235, став 3 от за кражба на дрова. Във връзка с закона за минерални суровини и почитуване на законските прописи, т.е. право на експлоатация на минерални суровини и волови пери с правила континуирано контроли и при констатиране за кривични дела, технически се поднесла съответни кривични приеви съгласно законските отгледи. Моделът на оперативното работене в предходния период от страна на службите продължава постоянно да се вършат контроли на гостителските обекти, самостоятелно съвместно с други инспекцијски служби, трудово и пазене, се со цел за превентивно делување како откривање на прекршници и кривични дела во гостителските обекти, точење на алкохол на малолетни лица, озважување на присуство на малолетници по 24 часот, бучево и слично. Во овој извештен период во гостителските објекти спроведени 7 акцијски контроли, од кои 6 акцијски контроли по член 21 на ЗКПРМ, присуство на малолетни лица после 24:00 часот и една акцијска контрола по член 8 мерење на бучевото со апарат фонометар. Спроведувањето на акцијските контроли во констатирани за 6 прекршици по член 21 од ЗКПРМ и еден прекршик по член 8 од ЗКПРМ. Од страна на службата извршено главно обезбедување на сите спортски надпревари, както и други значени манифестации, празници, јавни собори и за време на истите не е констатирано нарушување на јавност. Што се однесе во областта на пожари, во текот на извештајниот период регистрирани се 15 ланисерни пожари, при што бројот на пожари е зголем за 114% во споредба со истиот период во минатата година. Од страна на УПС на Делчево привршени наредни патроли на терен, на граѓаните постојано се откажува за нивно внимание и последиците од пожарите, доколку дојде до истите како треба да се постапува и какви мерки да се преземат. На истите е работено во совесно со дирекцијата за заштита и спасување со цел за откривање на строителите како и причините за предизвикување на истите. Од пријавените пожари 7, лани 5 се на приватен имот, 8 лани 2 се на обществен имот. Поднесени се 2 кривични пријави договори по член 288 од КЗ предизвикување на обща опасност, а за 4 пожари е доставено известување во државен инспектор за земјоделие пред подрачна единица Делчево. Во текот на првото полугодие во 2019 година одржан е еден состанок на Светодавната граѓанска група во општина Делчево на разни теми. Прекуси кои ги вршат возачите на мотоцикли, велосипед со моторни моторни возила, потреба од соработка со институциите Здравен дом во Делчево, полиска станица, Центар за социјални работи, Основен суд, јавен обвинителство од Делчево, вандализам и на објекти во јавни површини и престапки од граѓани. Спроведени се 6 сообраќајни глоби. Во текот на реализацијата реализирани се проекти на теми полицијата и граѓаните заедно, полицијата и учениците се дружат, за спортот заедно, кафесте на кафите, соседите, нови згради, нови жители, бизнес и безбедноста и мој полицаец. Това ще се односи за тука и да поразговараме за еден проблем, кој мислам дека не тангира сите нас, така е присуството на малолетни лица, на гостителски објекти и полиците, таковите после 24 часа. Сега сакам да прашам дали, пошто гледаме тука во извештајот се правени проверки, акции, да. Меѓутоа, мислам дека тоа не е доволно, бидејќи сите газди на гостителски објекти се информирани кога ќе има контроли и сите малолетни лица кога се присутни во локалот, кога ќе дојде полиција, излегуваат надвор, ќе помине контролата и тие повторно се во објектите. Исто така се точи алкохол и мислам дека треба да поразговараме и да видиме дали има начин и што треба да се направи да се спречи таа појава, зашто мислам дека не води на добро. Се однася до работењето на полицијата, знаете дека контрола одеднаш може да се изврши на едно место. После првото сите веќе знаете, џабе е после, сите се научи. Може да се 10 објекти има. Какво и да направиш, овој ден можеш да фаниш некој. И да изненадиш. Не можеш на сите да ги изненадиш. А и кога имаме таков проблем, и кога фанем ученик, и кога викнеш родитело, па до моето ли ви дојде? И това го има. И još се разправя ходнико со вас, и još омаловажува, и još пуштете го некъде да дойдат родители, много безобразен народ има. Имаме, ама ако имаме совестни родители, не значи дека... Ама законодателят вика казва само за гостително, не вика за родително.
Тук е проблем. Да има казна и за родител, тогава ти го решиме проблем. Ако вие го легитимирате малолетното лице, ако го повикате родитело, мисля дека нема да исто како воопшто да не се легитимира. Кога се легитимира и се обавести родител, он само рече пущете. Нищо друго. Редко некој родител е да дојде у станица, па још се расправа со него. Још се расправа у ходник. Јас имам малко проблеми како сме родители, са имам. До моето не дојде. Добро, што треба да правиме сега, да подигнеме раце. Кажете да подигнеме, не подигнеме раце. Пишеме, ама пишеме само на собствениците на гостителските обекти пријави за присуство на малолетници. А они нема право да го легитимираат. А сега има деца и што 17 години, нема 18 години, а високо и големо ќе го пуштиш секој. И до 12 сата има право да пази обекти. И после 12 кој ќе ги би потевнато по диското? Зашто не да влезел на диското информирано лице? Ама не може, ние сме вратарета да влезел на диското. Знае се, ние контрола вршиме. Не мога да има си он редар. А редарът па нема властвување да му тражи легитимација. Обезбедувањето има. Се погрешно направи. Така се, јас не сам надлежен, ја не сам надлежен. Не сте надлежен, не си вршим. А проблемите си се големуват и се акумулират и никако. Какво може во други земји или во други градове да кажеме да се реши проблеми? Решени се казни за родители. Само се така. Да, кој ќе го жеш по джепо и усеси. Станица е во добра состојба и градони е во добра безбедносна состојба. Криминалитето е значително намален со кривичните дела, тоа што можеме да видиме според венецуеланската година. Кај јавниот ред и мир ќе се наврна на него, после зашто би го показувал со тие контроли, со обраќајове на пола намалени за прекршоците и за 4 пати намалени броја на повредени лица, според венецуелани, што е одлично. Добро е кај полициските властувања и примената на истите дека поплати од страна на граѓаните се поднесени со дупло помалечен број, што значи превенцијата во одредени мери дала одлични резултати. Сега еден дел кој што треба да го потенцираме е дека во овој извештај период спроведени се 7 акцијски контроли, 6 акцијски контроли за присуство на малолетни лица после 24.00, што сега дискутирахме, и една за бучавост. И това доле исто така можеме да видиме дека са регистрирани прекршоци во сите спроведени акции. Значи 100% имаме прекршок кај акции. Ако се врнеме кај јавниот ред и мир, кој што за разлика од сите други делови единствено отстапува во малку негативна конотација, е дека голем дел од вкупниот број, односно 13 регистрирани прекршоци за уживање на наркотични дроги. Това е голема активност. Голема активност, која што може да го поврземе заедно со присуството на малолетници во угостителски објекти после 12 часот и со точењето на алкохол во угостителските објекти. Обществената отговорност не можеме да префрлиме според мене само на родителите или само на гостителите, треба и двата сегмента да си има отговорност. Во кој дел? Родителот може да забрани на неговото дете. Меѓутоа, това не значи дека детето ќе послуша, што знаеме дека е случај. Така да и угостителите треба да има обществена отговорност да не точи. Или во тој случај кога думам лично да не точи на алкохол на малолетни лица, и по 12.00 истите да бидат отстранети од објектите. Со това што дел треба да придонесат и родителите. Мој предлог да се организира од страна на полициската станица, од страна на советите кои што ги имате, кои ги водите контролите, така превентивни состаноци со угостителите на кои што, иако верувам дека сите знаат, ќе им бидат покажени последиците кои следат за нив, уште еднашто е таму и тие акцијски контроли да бидат засилени. За тоа што знаеме дека некој пат репресијата е најдобра превентивна мерка. А со совето на родители да се реагира кај истите за да укажува анонимните деца дека законски не може да бидат пост 12 објектите или да пријавува кога се точи на малолетници алкохол во угостителските објекти.
Бидејќи таа бројка со таа тенденција на 13 уживатели на наркотички средства, може да очекуваме дека наредната година ќе биде повисока. И тие работи според мене са поврзани една со друга. Благодарам. Проблема не се има да се напие детето в гостински обект. Ние с оплата не може да се напиеш, ако е по тия цени. Они си има продавници до дома, изнесат ръки, пият по пар пути, после само влезат и направят проблем. Тук е проблем. Не е и вас никой гостителите, никой... Мисля, това беше много кажа съветник да се организира сустав. Има правилно и с директорите на школата, Мария, правилно и с условието на родители, правилно и с родители, заедничка патрова е правилно. И лодица, ама тогава, како ще рече, по първата видиш, у втората кафана веќе нема. Ни деца, ни прекашка. Само едно може да изненадиш. Или евентуално, ако са две... Изненадва, но това е това. Ама големи си казват... Фонометър шоя заключват, има един и он е разсипан, почва ни беше и он е разсипан. Нема фонометър. Казват и за правна полиция, за отговорност. Превентивно собствено си повече да се удържа. Правите на дека е трябва така ми. Това да се поведе. Ама преземаме ние. Шо е до нас преземаме. Шо е да погледнем отговор от другата страна. Мисля дека доколку се регулира от закона да се казнава и родителите е много по... Ако има да отговарят друго рече, я мисля дека не сте. Ако родител 2-3 години плати казна от неговото малолетно дете е после 12... И социалното може да го пияеш, но може да не го отнат, ама нямаме регулатива. Не е това регулирано. Закон за прекъщ се казнава само угостител. Полите. И също. Измисляш. Што не само като. Значи, моделът на извещаја и со съветника Оварко се согласувам, бројките, во абсолютни бројки има подобрување во много делова, освен моделът на јавен ред и мир. Моделът на јавен ред и мир, значи, во абсолютни бројки са 13 најголеми физички напади, 13 уживање на наркотички droги. Ама процентно го горе на 136%. Процентни е много голем. Ако вземем физички напад гледам тук поделена на градска и на селска средина, населени не София и градов, физички напад може и там. Ама уживане на наркотички droги, сега вие знаете дека са направили прекъшниците, ако вземем дека само на градска средина, това е 6%. Според случаите, значи 6% е голем процент. Значи, ако се вземе на ниво на община е 40%, а на градска средина, ако се предпостави, вие знаете, че ще кажа дека се направи конкурсите, 60% значи е много свалено користени до уживание такова на наркотични droги. И обществената отговорност трябва да се подели между всички нас, пред тия носителите и на явните директори на школи и на обществените обекти. Ако може некој съветование, конкретно или некој состанок, чисто ради превенция, за да може по-голема контрола си да върши. Държано е предаване в гимназията и по смолетките с учениците за щепните последици от уживането на алкохол. Ама на територията на село Македония е разпространено това по 17 от 630 години. И границата се намаля. Границата на уживатели на претежба на марихуаната се намаля. И деца почва да пушат. Старостна граница. Колко е най-ниската възраст на детето? Това е изтъчено. Има го напитайте, Сашо. И дали има някаква доставка улицата по период на цели, да стане защото преди да се отворим, се обяснява да поведите се паркира кой... Събрание жени трябва да донесе родител от своя ден на трябва до сабота, да е смерна, да е забрана. И аз всеки сабота давам нали. Ама, ако тръгнеш това по полицейците, на паркира аз от двете страни да се възмени. Или да е едносмерна, да не може да се паркира от двете страни, до да се страни, това е проблем, ще се рече и трябва да се поднене, я мисля дека до сабота трябва само да забравим да се не може малко от себе да се прави, да не може да се прави. И да се поднеме с опарни и да се гледа.
Веќе може да погледнете дека секој тук има протоколи. И секој поведение излезе на пазар и секој сака да е со колата баш на пазар. Ако може да влезе, да влезе. Разкръсната до градинка. Да, тук знаем да се стави во сабата за време на движение. Кой ќе биде паркиран, ќе ти казвам. Пошто нема, сада е празен пазар, да ви познаваш, но не е празен. Нема си место за толкова продукт на има двете страни, първо пазарчиите да паркираат на семейство, защото има време за... А друг за прашање и срок по точка, да, односно, воден се Значи, се по-трудно разбрати. Значи, на мен не беше судействието у нас да не изкореняваме. Защото знаем, че и на молване на ДНС некои превенция, да може с по-голяма контрола и повече едуциране и укажуване, да може да се намали проекти. Защото като жак абсолютна бройка не е голяма. Тия са за фанени 13. Ако не е, да, но абсолютна бройка не е много. Процентуално от скорените прекрашници е 40%. Половина от прекрашниците са 100%. Това не да го кажа. Ние ще се ориентираме на това. Но само ментално вече 4 месеца няма ни инспектор, който и ние конкурираме с недостатъчно работа. Постоянно имаме по 15 души ангажирани в Скопие, около Запада. Няма види, защото надзорната не функционира на нас. Нищо не е знано. Не, я не видим тук. Дека ги само критични настроени, не само Я ви казвам, дека критични, няма също дека ни трябва помощ. Ама нямаме соработка с никой. И он пак да се отдава тържи. Ще видите, ще чуете, дайте явете се да преземаме. Иначе не може, информация ни трябва. Колко сме ние? Ние сме 54, 20 души са около станицата, 15 души са Скопие на тренинг. Колко останало на тренинг? Сурвекай са 10 души, 24 сега те подачат по покриването с Сурвекай. И няма позорна служба, няма свет. Сати има и да едно микро. Няма за тук да кажа министър на Садене. Друг за прашање избор във връзка с